Добар ден, драги ученици, и добре дојдовте во видеолекцијата на часот по предметот физичко и здравствено образование. Моето име е Ирена Поповска, јас сум оделенски наставник во Основното училиште Свети Климент Охридски, од Делчево. На овој видеочас ќе изведуваме комплекс вежби за превентивно, корективно влијание за телесни деформитети. Меѓутоа да видиме прво кои цели треба да ги постигнеме од овој видеочас. Цели на овој час се да се оспособувате за правилно држење и симетричен развој на телото преку соодветни вежби. Да увежбувате правилни и координирани природни движења со рацете, нозете и другите делови на телото за оптимална функција на локомоторниот апарат. Ајде да започнеме сега, меѓутоа прво, секогаш знаете, часот го започнуваме со вежби за загревање на телото и при тоа секоја вежба ја изведуваме со по неколку повторувања и одбројувања. Затоа подгответе се. Секогаш започнуваме со вежби за главата и вратот. Наведнување на главата напред, назад. Потоа лево, десно со поглед. Кружни движења со главата во десно, а потоа кружни движења со главата во лево. Оваа вежба се повторува неколку пати. Следуваат вежби за рацете и рамениот појас. Десната рака ја испружуваме нагоре, а левата надоле. И при тоа се подигнуваме на прсти, а потоа ја менуваме положбата на рацете. Левата рака ја креваме нагоре, а десната надоле. И при тоа се подигнуваме на прсти. Го правиме ова 10 пати. Вежби за крлицата и абдоменот. Ги поставуваме рацете на половина, а потоа правиме кружни движења на едната страна, а потоа кружни движења на другата страна. Потоа напред, назад, па лево, десно. Го правиме ова 10 пати. Следува вежба клекни, стани или чучеви. Рацете ни се испружени напред кога клекнуваме, а ги испружуваме лево-десно кога стануваме. Оваа вежба ја правиме 10 пати. Откако добро го загреавме телото, правиме пауза, одмор од 1 до 2 минути и потоа преминуваме на главната активност за овој час. Изведување комплекс вежби за превентивно, корективно влијание за телесни деформитети. Ајде да видиме, ученици, дали знаеме зошто е важно да се вежба? Важно е да се вежба, бидејќи со помош на вежбањето и развиваме мускулатурата на нашето тело. Се стимулира и правилниот раст и развој на телото, а воедно се развиваат и моторичките способности, а со тоа го подобруваме и нашето здравје. Уште од најмала возраст честа појава е искривување на рабетот кај децата, па и затоа може да дојде до деформитети на телото. Деформитети со коишто ќе се запознаеме на овој час на рабетниот стол се сколиоза, кифоза и лордоза. Ајде да ја погледнеме сега добро оваа слика. Што се случува, ученици, со телото на сликата? Во првиот случај
имаме деформитет наречен кифоза. А тоа значи зголемување на кривината на градниот дел од рабетниот стол или уште се нарекува подграбавеност. Во вториот случај имаме деформитет наречен лордоза, а тоа значи искривување на рабетниот стол во слабинскиот дел, односно во долниот дел. И третиот пример, да видиме што се случува со телото, имаме странично искривување на рабетниот стол во облик на буквата С. И затоа уште овој деформитет е наречен сколиоза. Зошто е тоа така? Да видиме која е главната причина. Што се препорачува да не дојде до ваква состојба, а пак доколку дојде, како најлесно може да се третира? Постојат повеќе фактори кои влијаат за појавување на деформитетите на рабетот. Тоа може да биде, например, недоволна и несоодветна физичка активност. Друг пример може да биде прекумереното користење на смарт телефоните и компјутерите. Следен пример е неправилното носење на ученичките ранци и нивната тежина. Еве на сликата во првиот пример гледаме како ученикот го носи својот ученички ранец неправилно. А во вториот пример гледаме како ученикот правилно го носи својот ученички ранец. Друг пример може да биде неправилното седење во училишните клупи. Еве на сликата во првиот пример ни е покажано како ученичката неправилно седи на столчето во училишната клупа. За разлика од тоа, во вториот пример имаме покажано правилно седење и држење на телото на столчето во училишната клупа. И друг пример може да биде неправилното држење на телото при одење. Еве на сликата во првиот пример детето правилно го држи телото при одење, а во вториот пример имаме неправилно држење на телото при одење и затоа можете да погледнете дека кај детето настанува подграбавеност. За да не дојде до ваква состојба или пак доколку дојде, тоа треба да се навремено превенира и коригира со телесни вежби за деформитети. Ние овој час ќе изведеме неколку телесни вежби за деформитети. Потребни реквизити: душек. Почетна положба: легнете на грб со нозете свиткани во колена. Од почетната положба наизменично прво едното, па другото колено. Приближите ги што е можно поблиску до градниот кошче. Потоа оваа вежба може да се работи и со двете нозе заедно. Повторете ја оваа вежба неколку пати. Следна вежба, исто така, легнете, не подпирајќи се на рацете и главата кренете ја со лицето кон таванот или кон коленото. Оваа вежба повторете ја од 8 до 10 пати. Сега имаме почетна положба, седнете во исправена положба и наизменично кревајте ги нозете прво едната, па другата и при тоа нозете треба да ви бидат испружени во колената. Повторете ја и оваа вежба неколку пати. Седнете и фатете ги колената одоздола со рацете. Потоа, привлекувајте го горниот дел од телото, така што со стомакот ќе ги допрете над колениците, а при тоа колената ќе ви бидат испружени. Повторете
ја и оваа вежба неколку пати. Почетна положба стоечка. Застанете и ставете ги рацете позади телото со прстите вкрстени и дланките свртени наназад. Испружените раце повлечете ги што е можно поназад и нагоре со приближување на лопатките кон хрбетниот столб. При тоа градите треба да ви бидат испакнати. Повторете ја и оваа вежба неколку пати. И последна вежба за овој час за телесни деформитети е следната. Горниот дел ставете го во хоризонтална положба со лицето свртени надолу. Рацете повлечете ги наназад и дланките треба да ви бидат свртени кон подот. Повторете ја и оваа вежба неколку пати. Правиме пауза од 1-2 минути да го одмориме нашето тело и пред крајот на часот избираме една игра која што ќе ни го смири нашиот организам. Тоа е играта ден и ноќ. Сите ние ја знаеме и ни е позната оваа игра, меѓутоа еве ќе дадеме уште еднаш опис на играта. Едно дете стои пред вас, дома може тоа да биде братче или сестричка, и чекате наредба во исправена положба. Ако тоа каже ден, треба да бидете во исправена положба, односно да стоите. Ако каже ноќ, треба да клекнете. На почетокот се кажува побавно и се игра играта побавно, а потоа се забрзува темпото на играта. Ви благодарам, драги ученици, за вниманието.